Вака реагираа владеачките социјалдемократи на вториот ден од активната блокада на опозицијата. Објавија слика од пратениците на ВМРО ДПМН со лидерот Мицкоски, наредени како на табло за матурска, нарекувајќи ги класниот и неработниците. Блокадата на собраниската работа според пресметките на СДСМ граѓаните ги чини 55.000 евра месечно. Само за основни плати, пратеничката група на ВМРО ДПМН, граѓаните ја плаќаат 40.000 евра месечно. Дополнителни 15.000 евра добиваат за патни трошоци. Исто така врз грбот на граѓаните. Тоа почитувани се над 55.000 евра месечно народни пари, кои ги добиваат пратениците на ВМРО ДПМН од граѓаните. Наместо да ги заработат, тие блокираат и прават штета на оние кои ги плаќаат, на граѓаните. Па господе, не дофрлувајте од место. ВМРО ДПМН не отстапува. Од партијата најавуваат дека блокадата на сите, како што ги нарекуваат штетни закони, ќе продолжи. Ние прво што направивме е понудивме рака. Понудивме рака да седнеме, да помогнеме. Иако оваа власт не носи кон национална катастрофа, ние размислуваме со понуда да помогнеме. Со доаѓањето на Ковачевски како пример, мислев дека повеќе рациото ќе преовладува и дека треба да седнат со опозицијата да разговараат за суштествени теми, за најважните теми, како што се овие економски кризи, енергетски кризи, да не зборувам за оние работи што се од стратешки интерес, како што е договорот со Бугарија и така натака, што го тераат под маса и зацкриено и никој од јавноста не може да го види. И сега наеднаш се нервираат и се многу нервозни зашто пратениците на ВМРО ДПМН се активни. Дел од албанската опозиција има разбирање за ваквото однесување на ВМРО ДПМН. Легитимно е да се направат вакви и политички чекори. Од друга страна, Алијансата за албанците почитува автономно действување на секој политички субјект, а истото го очекува и од другите да го почитуваат тоа. Како политичка партија која сме во опозиција, ние веќе сме најавиле наша агенда за овој период, што ќе правиме во парламентот. ВМРО ДПМН од вчера го почна својот бојкот на собранието, поттег на кој партијата се реши откако премиерот Ковачевски не го прифати барањето на претседателот Мицкоски за лидерска средба на која ќе се разговара за предвремени парламентарни избори. До кога ќе трае ваквата ситуација? Се додека владата не се вразуми и не организираме избори, велат од опозицијата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.